Божи благослов, возлюбени браќа и сестри. Денес решив да ви прочитам од Светото Божје писмо, Светата Божја реч, односно првото Јованово послание, 5 глава. Целата 5 глава од ова Јованово послание, кој вака не подучува и ни вели: секој кој верува дека Исус е Христос, роден е од Бога. Секој кој го љуби родителот, го љуби и оној кој е роден од него. По тоа познаваме дека ги љубиме Божите деца. Кога го љубиме Бога и ги пазиме неговите заповеди. Зашто ова е љубовта Божја, да ги исполнуваме неговите заповеди. А неговите заповеди не се тешки. Зашто се што е родено од Бога го победува светот. И ова е победата. Кој го победил светот? Нашата вера. Кој е тој кој го победува светот? Ако не оној кој верува дека Исус е Божиот син. Тој е оној кој дојде преку вода и крв. Исус Христос. Не само со вода, туку со вода и со крвта. И Духот е оној кој сведочи. Зашто Духот е вистината. Зашто тројца, обрнете внимание тука, зашто тројца се кои сведочат во небото: Таткото, Словото и Светиот Дух. И овие тројца се едно. На ова сакав да ви обрнам внимание, зашто има многу различни толкувања. Некој си толкува дека има 3 Бога на небото, но Бог во својата света Божја реч ни објавува. И вака вели: зашто тројца се кои сведочат во небото: Таткото, Словото и Светиот Дух. И овие 3 се едно. Не се 3 Бога, едно. Слава на Бога. Продолжуваме понапред. Овој стих кој сака да си го прочита се најдува во првото Јованово послание, 5 глава, 7 стих. Цела 5 глава се прочита, многу е поучно. Продолжуваме со 8 стих. И тројца се кои сведочат на земјата: Духот и водата и крвта. И овие 3 се согласни. Ако го примаме сведоштвото на луѓето, Божјото сведоштво е поголемо. Како што човекот е од 3 соединенија, како што вели овде, и тројца се кои сведочат на земјата: Духот и водата и крвта. И овие 3 се согласни. Затоа сме една целина, човек. Ако примаме сведоштво на луѓето, Божјето сведоштво, вели, е поголемо. Продолжуваме со 9 стих. Така. Божјото сведоштво е поголемо. А ова е Божјото сведоштво: дека сведочи за својот син. Кој верува во Божиот син, го има сведоштвото во себе. Кој не му верува на Бога, го направил лажец. Зашто не поверувал во сведоштвото кое Бог го сведочил
за својот син. И ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот. И тој живот е во неговиот син. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Во 13 стих продолжуваме вака ни вели: Ова ви го напишав вам, кои верувате во името на Божиот син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот син. И ова смелост која ја имаме кон него, дека не слуша ако просиме нешто по неговата волја. И кога знаеме дека не слуша што и да го молиме, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги побаравме од него. Амин. Нека му е вечна слава, чест и хвала само него му припаѓаат, зашто е многу милостив, многу голема љубов има кон сиот свој народ и многу голема привилегија ни даде. Само треба да прифатиме и да веруваме. Нека му е вечна слава, хвала и чест на нашиот Создател и Спасител Исус Христос. А вас, браќа, ве замолувам, ако ви се допадна ова охрабрување, лајкнете го видеото, коментирајте и споделете го. Многу ќе ми значи и многу ви сум благодарен за тоа. Пишете во коментари ако сакате уште вакви содржини. Поздрав до сите возлюбени браќа и сестри. Божи мир и благослов.